Ја кај што сум моментално е островот Пак, градот Новајлја или попознато по Зрче плажата. Па тука има отприлика околу 200 до 250 македонци моментално што ги познавам. Подобра перспектива има тука некако, знаеш, може да се, пример јас како готвач, може да се донаградиш до некој степен, што тоа не би го можеле во нашите краишта, мислам во Македонија. А повеќето се во угостителскиот сектор. Никола од Струга веќе втора година работи на хрватското приморје како готвач. Вели дека годинава македонската колонија во Хрватска е многу поголема од лани. Повисоките плати и условите за работа ги тера младите македонци екзистенцијата да ја бараат токму таму. Работа како келнери, шанкери, помошници, готвачи и готвачи ги има на сите позиции и на секаде. Ако се прва година моментално работат како сервери, како помошни конобари, или во кујна како помошници, доколку немаат големо искуство. Јас кај сум моментално во хотел на работа, исто имам конобар, мислам келнер од Македонија, работи 8 до отприлика 9,5 сати, така нешто, платата е фиксна 1300 евра со 2 оброци. Во Хрватска ово лето има и цели семејства од Македонија кои работат по неколку месеци за плати кои се движат од 1000 до 4000 евра во зависност од позицијата. А во една ваква ситуација угостителите во Охрид се сноѓаат секој на свој начин. Празнината поради недостатокот на стручен кадар ја надополнуваат со средношколци и пензионери. Работат дури и самите газди, како Маријан Лабровски, собственик на ресторан покрај Охридското езеро. Јас зедов порано некои луѓе и си ги обучи. Јас јас сакам работава и сакам да работам. Ако сум собственик, јас сакам да работам. Го прашавме како да се задржат младите да останат да работат во Охрид. Не се платите причина, треба поголемо внимание и да се дадат условите за работа кои треба да ги има секој работа. Тековно во наредниве 5 години јас мислам дека и платите ќе се изедначат како и Хрватска, исто ќе бидат и кај нас. Недостатокот на кадар е проблем кој потекнува од минатото, вели Владо Сукловски, туристички работник. Кога хотелиерите и другите туристички субјекти запослува кадар до септември, од септември ги испушта. И кога тоа стана масовно, сега немат кадар точно. Треба да има некој изменен закон, кај што вработените ќе се повеќе заштитени, Исто така треба да се зголеми и платата, а за да се зголеми платата, нормално треба да се зголеми бројот на гости, а тоа е, како што реков, повторно поврзано со стратегијата, каде што Охрид ќе живее 6 месеци најмалце во годината, а не месец и пол. Но македонците за 2 до 3 години може да останат без платите кои сега ги добиваат во Хрватска, поради се поголемиот наплив на работници од Непал и Индија, вели Никола, кои работеле за многу помалку, односно за минимална плата во Хрватска, која изнесува околу 720 евра. Еве што му одговорил еден од тамошните газди. Ако ме земе мене, че сум само јас, онда ми каже дека може да земе 6 индици или непалци место мене. За 2-3 години македонците веќе ќе се скап стандард за хрватите. Инаку во 2021 година во Хрватска, како што објави Дојче Веле на македонски, работеле речиси 6000 македонци, а ланската 2022 година бројот на издадени дозволи за работа е нешто над 10.000. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.